Премиерот Христијан Мицкоски, заедно со владина делегација, престојува во официјална посета на Обединетите Арапски Емирати. Посетата се реализира на покана на председателот на Обединетите Арапски Емирати и владетел на Абу Даби, шејкот Мухамед бин Заед Ал Нахјан. Во состав на делегацијата се вице-премиерот Александар Николовски, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, генералниот секретар на владата Игор Јанушев, директорот на дирекцијата за ТИРС Гоце Димовски и националниот координатор за туризам Аккан Махмуд. За време на посетата, планирани се средби со шејкот Мохамед бин Рашид Ал Мактум, владетел на Дубај, како и со представници на водечки компании и институции, вклучувајќи ги Мубала инвестициската компанија и енергетската компанија Мастар. Целта е продлабочување на соработката во области како инфраструктура, агробизнис, обновливи извори на енергија, туризам и иновации. Оваа посета представува значаен чекор кон зајакнување на економските и дипломатските врски меѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати. Очекувањата се дека средбите ќе резултираат со конкретни договори и инвестиции кои ќе придонесат за економскиот развој на Македонија. Агенцијата за национална безбедност, по прв пат од своето основање, објави јавен оглас за вработување, отворајќи можност за сите компетентни и мотивирани граѓани да станат дел од оваа институција со клучна улога во државната безбедност. Со огласот се бара вработување на 8 инспектори инженери на неопределено време. Кандидатите треба да имаат завршено факултет од областа на информатика, електротехника, компјутерска техника, телекомуникации и најмалку 4 години работно искуство. Меѓу условите за аплицирање е и задолжително полиграфско тестирање. Доколку кандидатот го одбие тестирањето, автоматски ќе се смета дека не ги исполнува условите за заснување работен однос. Аплицирањето се врши преку образец кој е достапен на официјалната веб страница на Агенцијата за национална безбедност во делот Транспарентност. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека Албанија има за цел да ги заврши преговорите за членство во Европската унија до 2027 година. Оваа амбиција беше истакната по средбата со председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, во Брисел. Рама нагласи дека земјата е решена да ги исполни сите обврски и да го заврши преговарачкиот процес во предвидениот рок. Според него, по завршувањето на преговорите, ќе следи 2-годишен период на ратификација, со што Албанија би можела да стане полноправна членка на ЕУ до 2030 година. Тој истакна дека целосното усогласување на надворешната политика на Албанија со ЕУ и спроведувањето на неопходните реформи, особено во областа на владењето на правото, се клучни за успешна интеграција. Американскиот председател Доналд Трамп остро реагираше на вчерашниот руски напад врз украинскиот град Суми, кој се наоѓа во североисточниот дел на земјата. Во нападот, според украинските власти, загинаа 34 цивили, меѓу кои има и деца, додека 117 лица се повредени, некои од нив тешко. Трамп изјави дека станува збор за трагичен инцидент, но додаде дека, според информациите што ги добил, Русија нападнала по грешка. Ми кажаа дека направиле грешка. Страшна грешка. Не сакаа тоа да се случи, но се случи, изјави Трамп пред новинарите во Белата куќа. Тој додаде дека САД се длабоко загрижени за ситуацијата во Украина и повика на итна истрага за инцидентот. Русија се уште официјално не го коментирала нападот, но неофицијални дипломатски извори потврдуваат дека се работело за промашена мета во рамки на тековната воена операција. Украина, пак, остро реагираше, обвинувајќи ја Москва за намерно таргетирање на цивилна инфраструктура. Кинескиот председател Си Џинпинг, за време на дводневната посета на Виетнам, порача дека нема победник во трговска војна или тарифна војна, испраќајќи јасна порака во насока на економска соработка и глобален мултилатерализам. Тој ја нагласи важноста од заштита на стабилните индустријски и снабдувачки синџири и ги повика двете земји да дејствуваат заеднички против изолационизмот. Изјавата доаѓа по одлуката на САД да задржат високи царини за кинеските производи. Си предупреди дека спротивставувањето на глобалните трендови може да води до самоизолација, истовремено уверувајќи дека Кина ќе продолжи со својот развоен пат, независно од надворешните притисоци. Посетата на Виетнам се гледа како обид за зајакнување на регионалното влијание на Кина.